ден, драги гледачи. Време е за црвена линија. А Тина? Време е секако и да останете со нас и веднаш прсто да ви биде подготвен на бројот 023076677, бидејќи ќе зборуваме за цените на патарините во Македонија. Дали Македонија ги има можеби највисоките цени на патарини во регионот? И дали сметате дека е можеби конечно време да се воведат винетки? Но пред да почнеме со темата, секако и подсетување што ќе гледате вечерва на Телма. Како се трошат јавните пари? Дали контролата на трошењето на државниот буџет е на соодветно ниво? Вечерва во топ тема гостуваат Славица Грковска, вице-премиер, Максим Ацевски, директор на Државниот завод за ревизија, Борче Треновски, универзитетски професор. Гледате вечерва топ тема со Снежана Лупевска-Сузен во 19 часот и 15 минути. Тоа е вечер што ќе гледате на Телма телевизија, а сега што ќе гледате, односно пред да започнеме со што ќе гледате, малце да се подсетиме на нашата анкета, која ние објавуваме на нашите социјални мрежи, Телма телевизија, но и црвена линија на Инстаграм и на Фејсбук. Вака гласи со нашата тема: дали во Македонија се најскапите патарини во регионот? Односно, дали е време за винетки? Да, не. После рекламите, како што сте информирани од мене и од Тина, ќе ги прикажеме крајните резултати. А сега е време нормално и да го слушнеме мислењето на нашиот важен соработник, а тоа е внукот на Јордан Соколот Паризлијата. Кога веќе зборуваме за цените на патарините и изгледот на автопатите, еве што има тој самиот да каже. Темата е убава аутопут, ќе ставам ја патарин ово, до кога вака ќе ве трпам ли ова? Што е ова? Неверојатна работа, ова аутопут ли е, ходник ли е? Јас сум внукот на Јордан Соколот Паризлијата и за денешната тема имам... видите, неверојатна работа, почна да зборам, стално некој ми поминува. Ова аутопут ли е, шо ли е? Да се јавам на продуцентот да стави една рампа тука, по 10 дена, по 10 дена, па една пласта ќе извадам, нема, али да ви кажам. Дедо ми мој, Јордан Соколот Паризлијата, уште оддавна, да ви кажам, ми се чини дека кога се враќал од Париз, да дојде овде, негде 56-та година, 27 март, поминал низ Италија, гледа тамо, дедо му на Берлускони става едно камче, вика, ова ќе биде, вика, аутопутот Кориера дела Соле или Аутострада дела Сол, или како се вика, автопатот на сонцето, кој бил у Италија, знае, и дедо ми баш тогаш го упознал Берлускони и фрлил и он една лопата од тамо и денеска ми доаѓаат некои тантиеми од бидејќи дедо ми меѓу првите фрлил лопата. А што се однесува до Македонија, па не знам дали се најскапи, ако ги покачат ќе бидат уште поскапи, ама сега за сега право да кажем ја нигде не одам, ни Куманово, ни Тетово, ни Велес, така да мене не ми е скапо. Тие што патуваат, они си знаат. Само знам кога патувам негде, си плаќам. Ајде, сакаме да слушнеме, се разбира во текот на ова денешно издание, какво е вашето искуство кога патувате низ Македонија, дали сметате дека ги имаме најскапите патарини во регионот и дали конечно е време да се воведат винетки. Но секако во ова издание ќе стартуваме и со вклучување на нашиот денешен гостин. Чести задоволство ми е да го најавам господинот Дејан Трбевски, кој што воедно и сообраќајен инженер. Иако го имаме телефонски, го велиме и првото добар ден, но за него. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Се радувам дека сте по патиштата на кои што и самите работите како инженер ни своето искуство. Па еве, првото прашање би било денес кога велиме модерен, брз и безбеден, мислиме на автопат, мислиме на автопатите кај нас или тоа се уште не важи за нас? Секако дека не важи кај нас, значи нашите автопати во голем дел не исполнуваат ни основни критериуми да се наречат автопати. Земете го примерот Тетово Гостивар, примерот Скопје Велес. Тоа не е автопат по ниеден критериум, заедничко нешто им е само името автопат, а се останато тоа е далеку под категоријата на автопата, да не зборуваме за самата безбедност. Така да далеку заостануваме позади сите останати и во соседните држави, а за Европа понатаму и да не зборуваме. Така, сега се едно прашање, ако може вие да ни откриете дали во Македонија се најскапите патарени во регионот
И ако се, на што се должи тоа? Па сега, дали се најскапите, немам точна информација, меѓу дека се скапи, земено по километар изминат пат, ако земете Скопје Гевгелија, ќе имаме некои 200 километри, цената е скоро иста како од српска граница до Белград, за фасете каде ќе имате двојно повеќе километри. Така да мислам дека по должен километар, па нашите автопати се многу скапи. На што се должи тоа? Па на системот на наплата на патарина се должи пред се, затоа што во тоа јавно предпријатие таму имате голем број на вработени, голем број на патарини, сега имате Скопје Штип, 2 нови патарини градени, таму треба некој да работи. Физички тие луѓе треба да земаат плата, тоа се огромни трошоци, одржавање на објектите, така да тоа мора да се покрие од нешто, а покривањето е секако само од патарината ќе се наплаќа и затоа патарината мора да биде таква каква се додека имаме ваков систем на работа. Цела Европа помина на други системи на наплата и други модели и ние останавме со овој систем и затоа ќе имаме и секако најскапи патарини. А дали може би се подготвува нов пристап за наплаќање на патарина со популарните така наречени винетки и дали со винетките е побрз транспортот на луѓе и роба? Секако дека со винетката многу е побрз транспортот на луѓе и стоки, затоа што вие немате она постојано застанување кое ќе дојдете на патарина, кочење, повторно тргнување, сето тоа спара трошок при самиот транспорт, значи вие да го закочите еден камион и потоа да тргне, тој троши несразмерно голема количина на гориво, а ако немате патарина тој ќе помине. Значи трошоците за експлоатација се многу помали, а да не зборуваме тоа што се спараат и гузи на патарините. А винетки, да, тоа е решение кое што е одамна познато во голем број држави во Европа, меѓутоа овде кај нас нема желба и волја за воведување такво решение, затоа што имате армија на луѓе кои се вработени и таа армија ќе остане без работа ако ви ги воведете тие винетки. Секако дека за одреден број на граѓани винетките нема да бидат добро решение, меѓутоа тоа е мал процент од населението кое што би се осеќало као да е оштетено затоа што ќе купите винетка од 7 дена трајање, имате само еден ден да отидете до Куманово, да кажем, или до Гостивар, до Тетово, нема да корисите 7 дена таа винетка, меѓутоа за најголемиот дел луѓе тоа ќе бенефитот ќе биде голем, како за пример. Годишна винетка во Словенија кошта колку 30 дена да патувате Скопје Гевгелија и назад. А годишна винетка ја плаќате за истата сума на пари, така да ја видите разликата какава е. Гледате решение дали можеме да бидеме позитивни во однос на тоа да се сменат работите кон подобро? За било што треба само политичка волја. Политичка волја ако нема ни една работа не може да биде понатаму. Така да ова прашање ќе го поставите на друго место кај тие што носат одлуки. Од сообраќајен аспект, нели, од аспект на струката, подитно уште утре да се воведат винетки, уште утре да се тие патарини тргнат таму, затоа што само товар, ние сме многу мала држава и не може да излеземе на крај со такви трошоци за нели одржување на тие објекти, тие нели наплатни пунктови, наплатни рампи, трошоци за вработени таму, така да со ова инфраструктурна мрежа која што имаме, тоа е многу лошо решение, затоа што сите пари што се наплаќаат од патарините буквално одат на плати и на трошоци за одржување на тие наплатни места. Нема пари за реинвестирање, односно одржување на патарините, на автопатите. Така да ако сакаме добри автопати, ќе треба да се намалат тие несуштински трошоци, за да може да останат пари за да се одржаваат автопатите така како се треба и да се состојат големи безбедноста на патите. Благодарам многу што одвоивте време и се вклучивте во Црвена линија. Сега кога до крајот останете заедно со нас за да слушнете што мислат и граѓаните со нивното вклучување во истава емисија. Благодарам уште еднаш. Така, сега време секако и за вас на 02-306-6677. Тео, превземаш нова патарина? Нормално. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден. Добар ден и секој е добро. Се слушаме? Да, го слушаме го. Вака, го слушав господинот Дејан Трпевски, совркаен инженер, и може би вие не мора да знаете, ама он треба да знае дека 2023 година во Европска унија со закон, со регулатива се укинуваат сите винетки. Значи, ако сака да оди за понапредни технологии, треба да збори за free float, кој што се воведе во Словенија, а пандан на тоа е електронската патарина што се воведе кај нас пред 2 години.
Значи, винетката така кој што ја познава, не може да функционира подобро овде, бидејќи, например, винетката што ви да кажеме в Бугарија, вие 15 лева или 7 евра, меѓутоа никој не каже дека таа се однесува за сите патишта, не е само за автопат. Што значи, ако кај нас би се пременувало, кога вие би отишле, да кажеме, од Скопје до Драчево, возите по регионален пат и тогаш треба да имате винетка. Значи, не е баш така приказката како што ја кажува сообраќајниот инженер, а дело што го кажува за Скопје Велес, значи да тоа не бил автопат, да тоа е полуавтопат, затоа што му фали додатна лента за застанување. Се другото е на истата критериум како што е за автопат. А дека има превработени по патарините, и тоа не е точно, затоа што сега се редуцирани полата патарини и како што се дел си одат, дел одат у пензија, се другото се ослободуваат, можете да видите дека имате од 6 лизезни ленти, 2 кои се со електронски карти. Така, благодарам што одвоивте време и сега кога се вклучивте во црвена линија и ве подсетување дека 90 секунди одбројува тајмерот за секое јавување, односно за секое излагање на ставот. Така, јас сум тука да ве подсетам како вие можете да ни се приклучите во црвена линија преку нашите социјални мрежи, црвена линија Facebook, црвена линија Instagram и црвена линија Twitter. Во меседж, односно порака, може да ни го пратите вашето размислување, вашиот став околу главната тема, нормално не само таму, туку и во тема на денот, во коментар, да ни откриете што како размислувате околу темата и најмногу кај што ве очекуваме е на телефонски број 02 307 6677. Задзвонете, не се срамете, па да ве слушнеме. Така, во меѓувреме додека очекуваме да се вклучите и подсетување, она што е најновно кога зборуваме за патарините, 2 патарини на автопатот Гоце Делчев од Миладиновци до Штип, кои се градат кај Приот и Кадрифаково, заедно ќе чинат 120 денари во еден правец. Инаку, според јавното предпријатие за државни патишта, цената на патарината во Приот ќе чини 50 денари, додека кај Кадрифаково ќе чини 70 денари. Тина, веќе го сме информациите со плаќање најскапи патарини во регионот, може заедно да видиме детално сликата, што имаме спремно за вас. Ако секој работен ден патувате на работа со автомобил на овие релации, во текот на јуни за патарини ќе потрошите. Еве пример, Скопје-Гевгелија 154 км ќе платите 6840 денари, а пример Скопје-Гостивар 66,3 км ќе платите 5320 денари. Нормално, тоа не е се, само да кажам дека ако идете во еден правец, Скопје спрема Гостивар, ќе платите 260 денари, односно, се извинам, Скопје-Гевгелија 260 денари, а Скопје-Гостивар околу 140 денари, а исто така Скопје-Штип се градат моментално нови 2 патарини. Додека исто така на 02-306-6677 ве очекуваме да се јавите и секако би сакале да продискутираме и воедно колку сте задоволни и од патиштата, дали сметате дека може би имаме и премногу патарини и дали ве сметате дека е и висока цената, односно може би и највисока кога ќе се направи паралела со регионот. И зборуваме секако дали гледате решение и во воведување на винетките. А и ако правиме паралела во однос на тоа како е во регионот, ќе потсетиме дека во Бугарија електронската винетка за еден правец без никакви ограничувања за патувања чини 940 денари. За истиот период во Македонија еден возач кој редовно патува од Гостивар или Гевгелија до Скопје треба да плати односно фрапатни 5320 денари. Еве, кога правиме паралела со Бугарија. Така, сега идеме со нашите следни гледачи. Идеме со првиот. Добар ден. Ало. Добар ден, во црвена линија сте. Добар ден. Добар ден, повелете. Македонија, Никола Северна. Не прифаќам предавство. Добро, на темата околу цената на патарините? Да ги уништуваме луѓето со 80 денари нафта и со неисчистени патишта, со нови 2 од Миладиновци до Овелес, со 2 патарини. Па кај одеме ние? Сакаме во Европа да одеме.
Не можеме дома да си дојдеме, не во Европа да одеме. Пријатно. Благодарам многу што се вклучивте во Црвена линија. Следен гледач, добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Додека го добиеме нашиот. Следен гледач. Добар ден се. Добар Добар ден. ден, ова беше брзо и секој добро, во Црвена линија сте. Да, во ред имајте убав. Да. Благодарам. Ве слушаме. Имајте убав ден и се не убаво. Дали Ја не знам што да кажам. Значи, со најскапи патарини, тоа е чудо нешто. Само намалете го тонот на ТВ приемникот, односно телевизорот, за може јасно да се... Значи, да. Значи, јас стварно не можам да кажам. Кога регистрираш школа, мислам дека од прилика, сега ајде, ќе карикирам малку, некој 2000 или колку, се плаќа за патишта. Значи, и патарината е за патишта ја плаќаат. Значи, јас мислам дека треба во Македонија за македонските граѓани да има еден ценовник, а за другите граѓани што се ван Македонија да биде друг ценовник. Затоа што мислам дека ова е стварно катастрофа. Човек да не може да помисли, бензините се, знаеме сите колку се и каде се, како се, уште патарената, удрите рачуница, како овој народ ќе живее и ќе патува све. Така да ова е премногу за нас, нешто ние плюс патиштата не се, ајде, да речеме, некој, меѓутоа не се во некоја најдобра состојба, така дека кога патуваш во други држави, значи тоа што го плаќаш, кај нас он дека одрони не можат да ги тргнат уште, меѓутоа за патавини сме први да земеме пари. Така да пак ќе кажам, само еден ценовник за домашните, друг. Благодариме и го цениме вашето мислење, секако останете до крајот со Црвена линија. Ќе вклучиме и следен гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. Благодарам. Па не само што се најскапи нашите патарини, туку најискршени се нашите патишта. При тоа, јавното предпријатие за патишта не признава штети кога ќе се случат поради лошите патишта, штета на возилата. И тоа е уште еден доказ дека патарините се само извор за полнење на буџетот од државата. Поред бензините и другите акцизни стоки, патарините се со голем прилив, а за возврат не добиваме квалитетни патишта. Патот од Катланово, таму некаде до Петрес, до напасна рампа, се работи со години и кај не му се гледа. Тоа е брука невидена, срамота. Автопат, тоа е испод секој ниво, да се возите по тој пат. Дали сте да се воведат винетки? Молам? Да се воведат винетки и за тоа зборувам. Па, најдобро е да се укинат сите оние непотребни трошења што го оптеретуваат буџетот, а кои што ние го полниме преку сите овие работи. Така, благодарам, го ценим и вашето мислење. Пред на брзина да го приклучиме нашиот сленглач, мало внимание да ви кажам, припазете на времето. Одиме со сленглач. Така, тајмерот затоа и го објавуваме. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Да, добар ден. Околу ова патарините не се спорни. Спорен е системот на наплата. Зошто не го прифаќаме српскиот систем на наплата? Ние неколку пати годишно патуваме преку Србија. На Прешево добиваме картичка, у Белград плаќаме завршена работа. Тоа е најдобриот систем што може да го направиме и да поминат лесно и големиот транспорт, тешкиот транспорт и патничките возила. Нема никаде за станување. Супер. Тоа би било се? Тоа би било се од мене. Фала многу. Благодарам, секако останете до крајот со нас. Вклучуваме и следен гледач. Добар ден. Пред да го приклучиме нашиот сленглач, нормално да се свртиме кон нашите социјални мрежи на Facebook, во Messages, односно пораки, да видиме коментар, односно порака од Владимир. Време е за винетки.
А што се однесува за најскапи, не се, ама тука се. Поздрав. Поздрав, Владимир. Поздрав и од мене, а сега дали имаме Идеме гледач? со следен Добар гледач. ден. Ало, добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Јас мислам дека пред да се пуштат патарините треба да се направи спореден пат како што е Скопје Тетово, така на сите патишта веќе. Некај што е не може да се заобиколи најскапи патарините. Благодарам, пријатно. Тоа би било се добро. Кратки, јасни. Така, некои од гледачите одлучуваат да бидат кратки, јасни, а некои кои што сакаат секако да го искористат своето време, подсетуваме 90 секунди. И дали имаме следен гледач? Добар ден. Добро, еве колку за подсетување, бидејќи се спомна Србија, цената на патарината и во Србија е пониска од онаа во нашата земја. Од Смедерево до Белград и растојание од Скопје до Гостивар се плаќа по 200 денари за едно патување во два правци и тоа со автомобил. Скопје-Гостивар чини 280 денари. Разликата за една година е цели 1520 денари. Така, ние кога ќе поставиме тема на денот, нормално вие ако сакате можете да ја споделите и на кратко видиме нашиот Сашко има споделено и коментари да ги прочитаме неговите коментари. Коментарот Бобан: само во Македонија на автопат може да претрча куче, маче и други животињи. Исто така, пак Бобан, само на македонски автопат камионџиите менуваат гума во вожња и тоа со 100 км на час. И Мирко, не. Тоа беа коментарите. Тоа се 3 коментара во однос на објавата. А на 02307667 го вклучуваме и следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Јас едно прашање имам. Зашто наплатиме патарина од Петровец до Белец, кога нема регионален пат? Ова е јавно поставено прашање, така да верувам надлежните го слушаат ова секако. Да, пошто не постои во светот нигдека немате регионален пат да наплатите патарина. Друго, прашање е зашто имаме ограничување на брзината кога платиме патарина? Патарина на автопат е возна брзина е 120, а ние во Скопје Велес имаме 60, 70, 70. Исто патниот правец Гостивар Тетово Гостивар е ограничен на 80, а патарина платиме. Се што треба да биде ограничувањето на автопат повеќе брз 120, ако не се лажам. Тоа беа моите прашања. Фала ви многу. А во однос на винетките некој коментар имате? Дали тоа сметате дека е солидно решение? Да, во секој случај. Во секој случај. Благодарам што се вклучивте во црвена линија. Дали имаме следен гледач? Имаме, одиме со нашиот следен гледач. Добар ден. Добар ден. Како сте? Добар ден. Мирослав поред телефон. Голем поздрав. Голем поздрав до вас, повелете. Фала. Што се однесува до темата, значи патарините се катастрофа. Прескапи, а нема патишта за тие пари. Тоа е една работа. А втора работа, колешката што спомна дека е винетка во Србија не е винетка, значи взимате картичка, па така што се исклучувате таму наплатувате. Значи тоа не е винетка. Винетките се лепат на шофер шедна. Значи кога путува за Бугарија и за Маđarска кој ќе влезе, тоа се винетки. Имаме прескапа патарина, тоа е прва работа, втора работа. Значи имаме многу лоши патишта, што плаќаме таму на едно возило 1700-1800 денари, колку тоа е за патарина. Ние не можеме дома од автокоманда до крај, да кажеме, ваму, до Сарај, да поминете, проаѓате по многу лоши патишта. Значи, тоа е факт, број е. А друга работа, одгледајќи по сите овие телевизии, не врзано со оваа тема можда ќе ви послужи за нешто. Зашто не разработите малку темата берзата у Република Македонија? Берзата. Па ќе запишеме како наша... Ќе се забележи си како ги примаме идеите од гледачите. И колку губи државата. Значи тоа зашто не го разработите исто као телевизија? Припазете на тајмерот, но интересна тема за за цениме вашето мислење, а секако и идејата која што ја предложивте, така да еве ако имате некоја идеја, секако нема да ја одбиеме и ќе ја разгледаме. Денес зборуваме за цените на патарините. Така, на брзина само прочитаме еден пост.
односно коментар, односно порака на нашата социјална мрежа на Facebook од Пецо. Здраво! Патарините се застарен вид на плаќање, макар биле електронски. Истите го забавуваат движењето, зголемена потрошувачка на гориво, загаден воздух, изгубено време, воведување вињетки и укинување на сите патарини, просто едноставно и разумно решение. Поздрав! Поздрав и до Пецо Костовски. Значи, не заборавајте на социјалните мрежи, коментирањето се смета како ваш став, повик и така натаму. Одиме со следен гледач. Добар ден. Добар ден. Добро. Добар ден, црвена линија, повелете. Па со самото плаќање на регистрација на кола, значи дали кола, камион, автобус, што и да е, плаќаме и за патиште. Тие пари се двои за патиште, затоа ги регистрираме колите, не дека ни се прва пари, тек така. Ама парите идат ненаменски. Као прво, имаме автопативи кои што не се автопативи. Еве да речеме да тргнеме од Катланово до Велес, тоа не е автопат. Тоа е пораничен регионален пат кој поврзува порано врската Скопје-Гевгелија. И некој ги попапил паричките, наместо да направи на друго место автопат, тоа да го остане како регионален пат. Сега го третира како автопат и плаќаме за него. Да, ама тоа е патна такса, ако не грешам. Абе, каква по 80 денари патна такса, не ме зафркавај сега, 80 денари ти зимаат до Велес? Како? Према Гостивар колко е 40? Значи 80 денари како за автопат ти наплаќа. Го третираат како автопат на 60-70. Ајде и према Гостивар да речеме, према Тетово. Ајде до Тетово ќе го третирам. Има трета лента за пирање. Али од Тетово до Гостивар нема ништо. Услугата е никаква, дупки. И предпоставам тоа беше дупки на патот, но како и да е, 90 секунди тајмерот. Гледајте и контролирајте го времето на вашето излагање, за да не ли се прекине на сред мисла. Одиме со следен гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден до 19 часот. Добро. Ај, добро вечер да си кажеме. Добро вечер, еве, нека биде и така. Така. Но после 3 сата е веќе попладне. Не е скапа патарината. Ама 2 пати се плаќат. Тоа е проблемот. Значи, за патишта плаќаме на регистрација. Патарини има. Едно нека се скини. Тука е проблемот, не е друг проблемот. Значи, ако платиш една иста услуга 2 пати, тоа е арамилук. Ајде, поздрав. Голем поздрав до вас, го цениме и благодарам за вашето мислење споделено во црвена линија. Така, сега пак малце направиме пауза од оповиците и малце се свртиме кон нашите социјални мрежи, односно Facebook. Имаме коментар, порака, односно прашање од Илија. Доколку се војат винетите, што ќе правиме со вработените? Тоа е прашање од Илија. Така да еве и оние кои што ќе се вклучат во црвена линија може да дадат, да наречеме, коментари на коментарите, се разбира на оние кои што ги споделуваат на социјалните мрежи. Само да подсетиме дека она што се плаќа при регистрација на возилата е патна такса. Тоа е патната такса, а гледачот го вклучуваме и велиме добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Веќе сум, да. Да. Сакам да ве поздравам за оваа многу добра тема, нормално. Благодарам, голем поздрав и до вас. Значи, нигде на светот една ваква мала држава нема толку патарина, а прва е по најмалку патишта добри што има. Просто човек да не верува. Имен сакам да предложам и неколку пати сум пишувал и на Facebook, на таа тема исто имаше. Да не си одземам време. Добра. Најдобро решение како во Република Бугарија. Дефинитивно си плаќаш ти
на годишно ниво винетка 97 лева беше неге 50 евра, 50 и нешто за цела година. За месец дена има толку, за 7 дена има толку. Едноставно најдобро решение затоа што сите средства финанси што се даваат за тие патарини, тоа е како да изградиш една зграда, мора некоја логика. Тоа кошта. Значи, патарината кошта доста пари и после треба да се вратат парите прво за објектот што се прави таму. Тоа се огромни, као на границата. Патарина за мене е граничен премис. Буквално така го третира. Значи, најважно е, најдобро е, секој што патува има нужда ќе си земе винетка на год. Така ќе ја земе винетката и секако ќе се користи токму таа за да ги покрие патните трошоци. Благодарам што го споделивте мислењето со Црвена линија. Идеме со нашиот следен гледач. Браво. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Вака, јас мислам дека не се скапи патарините, не е скапо ниту горивото, ниту е пак скапа ова патната такса што е рекоте што ја плаќаме на регистрација. И јас доколку би одлучувал да ви кажам искрено, ја би ги дуплирал цените и би ги дуплирал овај патните патарините. Зошто? Затоа што има една изрека каков народ се извинувам, каква брада таков брич, или во конкретен случај кај нас имаме каков народ таква власт. Власта се што не може да си покрие се што и треба парите, измислува давачки, измислува се, а ние ќе коментираме вака по телевизиите, ќе пишуваме на Facebook и тук се тоа завршува и на крајот најскапи патарини имаме, немаме никаков стандард, најмали плати и тоа е реалноста македонска. Еве, спомена и другите што се јавува, господинот инженер што вклучите први. Значи не е по закон ниту автопатот, не се расчистува, не се интервенира, никаде не е како кај нас, значи од секој аспект земете го, никаде не е. Значи патот, еве, спомнаа дека 2 месеци стои паднат, ништо не се случува, дупки има, ништо не се случува, така да јас искрено да ви кажам, доколку би бил на вас, ја би сте би дуплирал, вклучително и овие патарини ставам. Па мислам еднаш што треба да се свестиме. Кога не можеме вака со памет, вајда треба да не удри по джебот, да не стварно сериозно да осетиме. Благодарам и вам, го ценим и вашето мислење за вклучувањето во Црвена линија. Така, сега може, пред да го вклучиме нашиот следен гледач, да прикажеме што имам истражена јасетина, кога збориме веќе кај најскапи патарини. Еве, мапата на Европа. Франција прва на листата, барем од земјите, ова се последни. Да, и како што ќе видите, вака најдоле ако можете да видите ова, кое ние сме. Така, велат Македонија последна најсплатлива на листата, наведувајќи дека патарина од Петровец до Велес чини малку повеќе од 1 евро. Но по нашата држава веднаш над неа се и Шведска и Црнагора со малку поскапи патарини. Да, веќе кога сме кај Балканот, кај нас, наш, ќе кажам, ајде, сосед, не баш, но ајде, Хрватска е на 7-то место со 30 евра. Што би се рекло дека Хрватска има навистина висока цена на патарината. А сега, ева, може да се надевам на 0230677677 да вклучиме и следен гледач. Па споделете го вашето искуство и со патувањето надвор од земјата. Добар ден. Добар ден. Црвена линија, повелете. Добар ден. Поздрав. Добар ден. Голем поздрав и до вас. За патарините, дека Македонија ги има најскапите патарини, тоа е точно. Тоа е... Ало? Да, во Црвена линија сте, продолжете. Да, што ги има најскапите патарини, тоа е точно. Од Гевгелија, ако идеш до Валандово, има патарина за леки коли, 100 денари се плаќа. А само 3 километра. Само за 3 километра плаќаш 100 денари. Која е таа исплата? Ќе потрошиш горе од 200 денари, води се враќаш, плаќаш патарина 200 денари. На смоковите патарина. За 3 километри. И така се стана. Дека имаме најскапи патарини во Македонија, тоа е точно, тоа е се лажа дека се плаќа од километри. Која патарина е ова од километри? Во што го гледате решението? Во винетките, можеби, електронското плаќање?
Па најдобро како во Србија. На излез, например на излез, одиш за Валандово, нека има патарина само, нека се ваде картица и каде излезеш си плаќаш патарина. 100 дена да плаќаш за 3 километра и ако идеш до Демеркапија, исто тие 100 дена важи. Исто 100 денара. Значи 30 км 40-100 денара, од Смоквица до Демеркапија, од патарината до Валандово да скренеш е 3 км. А сега одиме со реклами и се враќаме наскоро. Се вративме после кратките реклами и како што ветивме на почеток и како што знаете, време е за крајните резултати на нашата анкета. Дали е време за винјетки? И ова првпат се случи 100% да. Не, немаше, а она што секако ќе има и тема за дискусија утре, нешто што е актуелно. Нов предлог мерки, бремените жени ќе се вратат на работа, а за излез од Македонија нема да има потреба од тест ниту сертификат. Дали се согласувате со мерките и анкета? Истото прашање, дали се согласувате со новите мерки? Толку беше од нас. Толку од нас. За жал. Се гледаме утре. Довидување. Чао, чао.